Добар ден, почитувани гледачи. Еве не повторно со вас и во новата година. Нека ни е срекна и берикетна годината во која што туку зачекоривме, секако и престојните божикни празници. Иако во земјоделието нема одмор, овој период додека се празнува е добра можност земјоделците да направат пресметка што сработиле и на крајот, кога ќе се собере и одземе, да видат што останало за нив. Ние се одлучивме да направиме кратка ретроспектива на дел од содржините кои беа емитувани во рамките на оваа емисија изминатата година. На почетокот одиме со еден убав пример за семеен бизнис. Верувам, најмногу ќе ги израдува пчеларите. Љупка Делипетрова Јолева од Штип е педагог по образование. Извесно време работи во фабрика за чевли, а од пред 4 години започнува собствен бизнис преку отворање на погон за преработка на восок. Инвестицијата е наша лична, средствата се наши, машината ја донесовме од Турција, значи германска лиценца. Се надеваме дека во скоро време ќе си ги повратиме средствата, за сега сме задоволни. Зошто токму восокот и се она што е блиску со пчеларството? Ние веќе со години традиционално се занимаваме со пчеларството. Уште дедо ми, татко ми, ете сега некако со теко на генерациите се надевам дека и син ми, ќерка ми, дека исто ќе имаат интерес како мене. Тоа беше основата и самата дејност малку интересна е како невообичаено нешто. За кратко време фарма Рој стана препознатлива не само во Штип, туку и пошироко во регионот и државата. Овде речиси секојдневно доаѓаат пчелари од секаде кои разменуваат восок за восочни основи или пак го предаваат сопствениот за преработка. Годинава како никогаш досега восокот се бара како злато. Го нема на пазарот, па честопати има обиди за продажба на разновидни фалсификати. Понекогаш восокот може да не е добро прочистен, меѓутоа со комуникација па се разбереме како треба тоа да изгледа. Луѓето се коректни, фини и доколку има некаков проблем го вратат, претопат го повторно ќе го донесат. Јолеви од Штип се задоволни од досегашниот ангажман. Веруваат дека така ќе биде и во иднина, бидејќи потребата од пчелни производи не само што ќе постои, туку и ќе се зголемува. Во следниот прилог ве враќаме во времето на гроздоберот, поконкретно за бербата и пласманот на трапезното грозје во земјоделската задруга Илинден во село Радање. Земјоделската задруга Илинден од Радање, општина Карбинци, е единствената фирма во овој дел на државата која меѓу првите започна со берба и извоз на трапезните сорти грозје. Ние со бербата почнавме на 25.8, значи со берба Мишел Палиер, тоа е црно грозје. Моментално значи се бере исклучиво за извоз за Хрватска и за Германија. Оваа година очекуваме приноси негде околу 20 тони по хектар. Сега имаме прва берба, значи прво се прави првата берба, после 5-6 дена значи ќе имаме втора берба и после 5-6 дена значи ќе имаме трета берба. Значи од еднашка не стасува целото грозје. Така да значи на 3 раци берба имаме. Тоа се однесува за Мишел Палиер. После бербата на црното грозје значи одеме на белото грозје што е застапено. Бело грозје имаме Викторија, сорта Викторија. Исто и тоа ќе се бере за пазарите во Хрватска и во Германија. Со оглед дека се работи за извоз на пробирливиот европски пазар, како ја организиравте работата околу сортирањето и пакувањето? За да се тоа гројзе обере, значи не може секој работник да го бере, значи треба да имаме луѓе кои знаат што треба да бере, значи треба да се одбере оно што е квалитетно гројзе за пазар, треба да се набере. Значи ние кај нас во нашата општина, значи такви луѓе со такво искуство за берба, за паковка, значи немаме, ретко имаме, превидејќи тоа не сме го имале. И приморани сме да донасеме луѓе од Кавадарци, од Неготино за пакувањето. А бербата што е го работиме со наши работници од задрата. Од каде идејата за трпезни сорти и што покажуваат досегашните искуства? Па вака сега, значи искуството покажува во своето дека трапезното гројзе секогаш има пласман, превидејќи е за исхрана, за лудска исхрана, значи тоа е застапено у нашата општина многу малку и мислам дека со потеко што го наприме не сгрешиме, превидејќи почнаме прво со вранец, вранецот го носиме исклучиво за винарските визби и мислиме дека треба да видиме застапени и со трпезно гројзе.
Дали сте задоволни од постигнатата цена? Зависи за кој период почнуваме бербата. Значи, ако почнеме порано, значи цената е малку повисока и после како се јавуваат, значи берби и у другите региони конкуренцијата, значи цената паѓа. Меѓутоа една просечна откупна цена за трапезното гроздје за Мишел Палиеро е негде околу 25 динара. А поврзано со претходниот прилог е и она што се однесува на анализата на вината. Лабораторијата при Угада ја доби потребната лиценца за анализа на квалитетот на вината. Да го проследиме и овој прилог. Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип доби дозвола за вршење на физичко-хемиски анализи на виното. Всушност, оваа лабораторија е акредитирана со 9 методи и во исто време овластена од Министерството, при што се офатени широк спектар на параметри кои се важни за следење на контрола на квалитетот на виното. Тоа се определување на алкохол, на специфична тежина, на сув екстракт, на вкупни киселини, испарливи киселини, слободен и вкупен SO2, pH и мултиелементна анализа која што опфаќа анализа на елементи, на токсични елементи кои што се важни за следење. Обврска на секоја винарска визба пред да го стави во промет виното е да изврши хемиска анализа. Тоа значи дека секоја година пред да го стават виното во промет потребно е да извршат хемиска анализа на виното по претходно доставени мостри од страна на инспектори од Инспекторатот за земјоделие на Македонија. Потоа нашата лабораторија издава извештај со резултатите од анализата. Резултатите што се изготвуваат во лабораторијата повремено во текот на годината се предмет на споредба во една од најреномираните лаборатории во Европа, BPA во Франција. Моментално извршивме анализа на вино, добиено од француска организација BPA, која што ја добиваме секој месец, за да си ги потврдуваме нашите анализи дека се прецизни. И моментално извршивме анализа вкупни киселини во виното, во доставениот примерок. Покрај ова, во лабораторијата која работи во состав на Катедрата за заштита на растенијата и животната средина, се вршат и други лабораториски испитувања кои се во функција на подобрување на квалитетот и квантитетот на земјоделското производство. Наскоро овде ќе се вршат анализи на шеќери во различни производи, меѓу кои и на медот, за што се посебно заинтересирани пчеларите. Проблемите кои беа присутни на нивите кога требаше да се користи водата од хидросистемот Брегалница се не пат да се надминат. Шансата се гледа во формирањето на единствено водостопанско претпријатие. Веста за основање на ново државно акционерско друштво за водоснабдување на ниво на држава предизвика позитивни реакции кај земјоделските производители. Ова е разбиливо ако се знае дека досега и покрај низата трансформаторски зафати и формирање на повеќе водни заедници не се стави ред во водоснабдувањето. Сега за сега ни канал се одржува, нити водна заедница, не ќаска пуштена која вода там кај мене доле шиба, двора пун ми и вода. Никој не воде спетка од ништо и викат немало после вода, па ќе нема вода. Вчера и денеска и цел ноќ вода тече, изобилство горе право реката вода. Кој вода рачуна тоа? Ако тоа направат, нека биде претпријатие или државно нека биде, да го направат, ја се честитам. За нас балвање тоа е наубаво. Порно да биде или да се даде на еден приватен под концесија, да му даде за 20-30 години, да работат, да, или држава, да се одржава. Во не се одржава ништо сега. Кој закача, сите се газди на линиите. Токму поради ваквата недефинирана состојба најголеми штети трпеа крајните корисници, односно оние кои требаше да ги наводнуваат земјоделските култури, но некога некому ќе му текнеше да ја пропушта водата, туку кога таа им била непотребна на земјоделските посеви. Со цел да се надминат слабостите во овој сектор и наводнувањето да се стави на повисоко ниво, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски најави основање на ново акционерско друштво водостопанство во државна сопственост со извршен директор. Поголем ефект во делот на расчистувањето на каналите, бидејќи ќе има подружници кои што ќе треба да достават план и програма за расчистување на каналите и ќе одговараат пред одборот на директори и пред главниот и извршен директор. Клучните задачи на извршниот директор ќе бидат да ја организира и да раководи со работата на акционерското друштво водостопанство, да предлага програма
за работа и развој на друштвото, да ги извршува одлуките на собранието на друштвото. Досега имаше повеќе обиди за следување на состојбите со користењето и распределбата на водите од хидросистемите, но се остана само на хартија. Дали овој пат ќе има поголеми ефекти, останува да се види. Еве уште еден убав пример за надминување на проблемите, овој пат во делот на одгледувањето и производството на свинско месо. Тоа го најавува новоформираното здружение ГИЦКО. Во Штип е формирано здружение на производители на свињи и свинско месо ГИЦКО. Го сочинуваат собственици на свињарски фарми кои во моментот одгледуваат над 150.000 свињи, односно обезбедуваат половина од потребите со свинско месо во Македонија. За председател на здружението ГИЦКО е избран Ефтим Шаклев. Крајно време ли беше да се формира едно вакво здружение? Па тоа е, самите производители изразија потреба од да се формира едно такво здружение, затоа што видовме спрема претходните активности што ги имаме, дека навистина заедничко делувањето на повеќе луѓе, на повеќе производители има многу поголем ефект отколку поединечно. Пред неколку време имавме многу проблеми. Например, требаше да се намалат царините за увоз на замрзнато свинско месо. Имавме проблеми со некои закони што не беа во наша полза. Затоа заедничко видовме што значи заедничко делување и што значи че нашето присуство на голем дел, например, од производители на свинско месо во Министерството и кој видува дека во Македонија навистина постојат озбилни производители кои располагаат со околу 300.000 гоеници годишно и дека навистина ние имаме запослено во сектор свињарство околу 8.000 вработени а со некоја непромислена одлука да се уништи сето тоа ќе беше навистина штета за целиот подсектор. И по тие случувања одлучивме голем дел од производители на свинско месо, бидејќи на денешниот состанок иницијаторите на здружувањето беа иматели на околу 150.000 свињи, што значи скоро половина од производството во Македонија присуствуваше денес тука. Они го гледа својот интерес и за условите на производство и на набавката на храна и за продажбата, дека нашите успеси ќе бидат многу подобри, ќе бидеме многу поозбилни ако сме организирани. И затоа на тоа размислување е резултат денешниот ден и создавањето нова, да речеме, ново здружение, иако досега сме били ние често пати заедно, меѓутоа денеска само го тоа официализиравме и формално правно и тоа е со името ГИЦКО. Така одлучи присутните. Не се надеваме дека ќе функционираме успешно понатаму. Нормално дека ова здружение ќе биде отворено за секој, што мисли дека ќе има некој ефект од неговото членување, ќе се одреди висината на членството, седиштето ќе биде во Штип. Јас и благодарам за довербата што ме избра за председател на ова здружение и ќе се трудам обврските што ќе ми ги дадат да ги извршувам на време и добро. Собствениците на свињарски фарми очекуваат конечно да почнат да се решават хроничните проблеми со кои се соочуваат подолго време. Значи денеска се формираше Сдруженијето на свињопроизводители во Република Македонија, значи производители на свежо свинско месо. И тоа е еден голем чекор во делот на самите производители, затоа што првпат организирано сакаме да ги решаваме проблемите кои се во основа се соочуваат свињопроизводителите во Република Македонија. Ова денеска е голем потек за свињопроизводители, значи тука очекуваме да бидат присутни сите производители на свињи во Република Македонија. Значи ова ќе биде потполно непартиско здружение во кое ќе самите членови ќе одлучуваат и да можат да делуваат на територија на Република Македонија. Значи едноставно да ги заштитат сите своји права по основ на тоа какво првен треба свиња да се произведува, значи да ги следиме европските текови со европскиот квалитет за утре да бидеме спремни да можеме да конкурираме на европските производители. Ако ова ние денеска не го направивме, очекуваме дека конкуренцијата во Република Македонија ќе се зголемува од Европската унија и затоа ние овој чекор мора да го направиме како би биле конкурентни на европското производство и да можеме спремни да очекаме нашето влегување во Европската унија. Се најголеми проблеми што се соочувате како одгледувачи на свињи и производители на свинско месо? Па секако најголемиот проблем тоа е замрзатото свинско месо, кој ден денеска неконтролирано се продава и во малопродајата и во рестораните и тоа ќе биде нашиот основен чекор во кој ние
ќе се бориме да сите ресторани во Република Македонија и да трошат изузетно квалитетно домашно свежо свинско месо, кое го имаме во доволни количини. Моментов Македонија 100% ги подмирува сите своји потреби со свежо свинско месо, дури може да кажеме имаме некој процент од 10-15% вишоци во одредени временски периоди во текот на годината. Ова е добар потек за организирање на овој производителите на свинско месо. Потребно беше за да се формира ова здружение, така да очекуваме сите малце подобро здружување, да ги оствариме нашите цели и проблеми, така е, да. Која е вашата фирма, колкав капацитет има? Па ние спаѓаме во малите производствени капацитети, некаде околу 2500 години товени свињи годишно. Пласманот каде го? Пласманот сега за сега е добар, се снаоѓаме. Кои проблеми највеќе се соочуват? Со кои проблеми највеќе? Па проблеми во зависност до годината, за пласманот зависи до годината, некојаш скапа храна, скапа. Конкуренцијата значи ли нешто на вас од странство? Увезуваат место? Не ни значи, и тоа многу ни значи. Па не допира нормално, се намалува тогаш нашата, тоест продажба. Во источниот регион пласирате ли месо овде? Па не, јас сум од Велес, тука во централниот. Скопје, Велес, Кавадарци, Неготино, така. Седиштето на Гицко е во Штип, а во него во моментот членуваат над 20 одгледувачи на свињи и свинско месо. Прва обврска на здруженијето ќе биде средување на состојбата со увозот на свинско месо. Во последно време на нашите ниви се повеќе може да се забележат земјоделски култури кои потекнуваат од други средини. Таков е примерот со гоџи бери, африканската краставица или австралиската боранија. Еве уште еден интересен прилог. Кинеските плантажи од најмоќното лековито растение гоџи бери се зачнуваат и на виничко тло. Ризикот за преземање на првите чекори го презеде Стивен Николов од село Блатец. Чистиот воздух и здравата средина во ова еколошко место за година дена го дадоа и првиот органски род. Ланската година ги посадив. Имав идеја ова бавча да го посадам со нешто што е повеќе годишен род. Од почетокот бев скептик, така? Дали да посадам, дали не. А со помош на интернетот и со разговор и со домашните и со луѓето моите пријатели, реков си па зашто да не? Како инвестиција за наши услови е доста скапа, али покрај се исплатлив, да кажеме, значи како да ви кажам, има ли пласман? Има пласман, имам, па највеќе ради тоа е значи исплатлива инвестицијата, пошто се враќат за година не, али па за 2 до 3 години се враќа целата инвестиција. Ето засадено имам 2 декара тука, сега моментално, значи тоа ми е пробно, за 2 декара значи по 5 евра, ако би било садник, тоа околу 300 садники имам посадено. Ја го одгледувам како дрво. Значи за 2-3 години дава принос од 3 до 5 кила од дрво. Значи тоа ти испаѓа како по 5 евра ми е откупната цена, значи на кило. Колку што е садникот, толку е цената по килограм. Толку е цената. Значи 5 кила после 5-та година, 5 кила пута 5, значи имаме 25 евра од садник. Стручните лица од подрачната единица на Министерството за земјоделство со максимална поддршка на овој се уште мал, но амбициозен чекор, а органското производство не е новитет во винички услови. Станува збор за личност што е ентузијаст и најверојатно податост информациите за производство на оваа култура му се во целиот интернет, литература што користи и за поздравување што на ова тло на Блатец на надморска висина од 700 и над 700 метри тука се наоѓаме, значи каде што имаме поголема, повисока релативна влажност од воздухот, услови, можности за наводнување, има подигнато насад од гоџи бери. Ова е исто така релативно нова култура што е веќе застапена кај нас. Интерес од други, да речеме, земјоделци нешто повеќе нема, меѓутоа многу е битно значи да напоменеме дека
да се спазат, треба при производството на оваа култура и не само на оваа, и на сите овошни култури, треба да се спазат, значи, оние минимум услови кои треба да бидат задоволни за да имаме успешност у производството, како аспект на производство у смисол на квалитет и квантитет. Николов во очекување на првиот квалитетен род во петата година гради стратегија за проширување на насадите и отварање кооператива во која се надева дека ќе вклучи и дел од неговите сожители кои неретко заминуваат на сезонска работа во Италија. Вие конкретно годинава пробавте со овој вид на краставица и боранија. Да, оваа година пробавме со оваа краставица и дали ќе успее на нашите простори? Успева. Посадивме малку, се најдевме се земе и мислам дека и на пазарите се троше. Има се навикна, луѓето се навикна. Големо побарување, се троше, не се толку запознаени, ама почнаа да тражат и карелата многу тражат, од неа не сме садиле, ама друга година ќе посадиме и од неа. И оваа боранија австралиска. И од неа посадивме и сега има побарување повише на пазарите. Значи на странските производи ги тражат и на нашите простори. Важно успеваат това. Да, успеват и друга година мислиме да проширеме на поголема површина. Вода повеќе бара или сонцевите? Па не е толку, мислам, да, успева. Мислам и вода тража и на суша успева. Сончеви денови, да. Значи издржлива е. Затоа и африканска краставица се вика. И боранијата исто така. И она успева и се си тражи вода. Цените како се добри? Цените се добри, да. 80 денара, 90, 100, зависи од парчето, на парче се продава, а боранијата е 50 денари. Зрела е кога е ова африканската, кога е жолта или? Кога е жолта е зрела, а и зелена, исто и зелената се, и зелена, и внатре има семки и вкусо е на краставица, банана зелена. Мене барем така ми изгледа. Да, мешавина, у коктел посебен шмек му дава, посебен вкус. У сокови исто така. И луѓето почнаа да купуват. Пијанички денови на сливат се пече и пие ракија од најквалитетната сина слива во Делчевско. Да проследиме сегменти од оваа традиционална манифестација. Брендот по кој е препознатлив пијаничкиот регион е пијаничката сина слива. Околу 700 хектари со насади од слива има регистрирано на територијата на Пијанец. Освен фирмата Рудине ММ, која поседува најголем број на хектари во Делчевско, има и 12 производители кои имаат над 10 хектари со сина слива, 8 фирми и 4 регистрирани индивидуални земјоделци. Во чест на сливата, традиционално трета година поред во Делчево се организира манифестацијата Пијанички денови на сливата, во рамки на која на платото пред спомендомот Асном се изложуваат штандови со производи од сина слива. Традиционалното печење на сливова ракија е исто така составен дел од манифестацијата, а комисија и дегустатори на крајот ја избираат најдобрата подготвена ракија. Јас сум Тодоровски Лучо од Делчево Велико Брадо. Иначе ракија вариме од поодавна. Сега почнуваме да ја собираме кога веќе поузре. Иначе не Време зрее сливата? Откад се собере од 35 до 40 зависи, може и порано ако се промеша неколку пати, побрзо да почне процесот на вриењето и тога е пократок рокот на киснењето. И веќино кога се затвори капакот згоре, веќе мушицата избега од бурето и покаже кога веќе вода изука малку по краја по малце. Чим покажува веќе е време за варење. И килограми или тони слива е потребно за еден казан? За казан околу 100 кила, зависи од казано колку кафе, казано толку сливи на пример, по 100 кила, ако е поголем повише. И така. Време се вари еден казан ракија? Па едно 5-6 сата, зависи како треба. Колку степена е идеално еве за пиење ракија? Па од 45 набаво, ние нешто правиме сите појака малку. Еден од најголемите производители на слива во Пијанечко-Малешевскиот регион е Атанас Ангеловски, кој вели дека во сливата има работа, но има и добра заработувачка. Па имаме околу 15 хектари. Како се обработува сливата? Тешко
Па не е многу тешко, треба стварно да се работи за да се искара добра слива, треба да се работи, ама не е многу тешко. За исплатливо е. Механизација, да, треба да има механизација, трактори, приклучни машини, праскалки, атомизери. Тоа е. Ова година имав над 100 тона. Оште не сум рачунал, околу 100 тона. До вчера беревме последниот ден и не е пресметано точно колку. Пласманот оваа година беше добро и цената добра. Скоро 80% ја извезов за Србија по 26 центи. Ракија варам годишно околу 1 тон и исто целата ја продавам. Од сливата, освен ракија, се подготвуваат и разни джемови, колачи и бели пецива, а за тоа се задолжени секако домакинките. Јас сум Гордана Стаменковска. Од сливата може да се направи секако. За прво, за мажите може да се направи ракија. Инако за нас, за жените, може да се направи сладко, джем, сок од слива, може да се направат некои ролати со слива, направени од джем, да се аранжираат некои продукти, како овде што има аранжирано. Инако јас овде правев джем, мисла сладко од сецкани сливи со рум и со лешници може и ореци. Што има што? Што е потребно? Да, што имате. Потребно е овде сливите се сецкаат на 2 парчиња, се става кило и пол шекер, 3 кила сливи. Од вечер се посолуваат и седат до другиот ден. Другиот ден се варат 40 минути, се става румот, со румот се вареше 20 минути, на крајот се става лешниците и се трга од огидно, се собира во тегли. Јас се викам китановска натка. А сливата може да се употреби у многу нешта. У се што се постои благо, па и солено. Ете, ја овој колач го направих со тесто, во тестото шеќер малку, зетин малце, солца малце и сусам има у еден дел има мармаладче малце и какао, у другото има афион, а през средината на 2 дела сина слива, мармалад. Обичам мармалад, што е многу вкусна пијаничката слива и така, затоа се употребува многу нешта. Ете, јас го направив тој колач. Организатор на манифестацијата Пијанечки денови на сливата е општина Делчево, а за најдобрите штандови на кои се изложени производи од слива и сливова ракија се доделуваат и награди. Еве прилог и за ловците. Подготвени за отстрел на дивеч, но дали на теренот има во што да се нишани? Пред стартот на сезоната за штетен дивеч, ловното здружение Острец од Делчево се подготвува за лов на 5 ловишта за кои доби концесија за стопанисување. Председателот на ловечкото здружение Острец, Драган Христов, апелира до ловчиите совесно да се однесуваат во текот на предстојната сезона. Ловната сезона ќе започне од 3 октомври за лов на дива свиња и штетен дивеч, но за ситниот дивеч, односно полка јаребица, јаребица камењарка и див зајак ќе започне од 11 октомври. Значи, ловечкото здружение Острец Делчево располага со 5 ловишта и тоа 3 за крупен дивеч и 2 за ситен дивеч, односно ловиште за ситен дивеч Трботивишти, ловиште за ситен дивеч Киселица и ловиште за крупен дивеч Бигла, ловиште за крупен дивеч Голак и ловиште за крупен дивеч Влајна. И повикуваме ловците, значи да си уплатат чланарината која не ја уплатиле за да може да добијат дневна дозвола за лов. Исто така да бидат совесни бидејќи сепак носат оружје, намалено количеството на алкохол, бидејќи да не додат до несакани последици. Приоритет на ловното здружение Острец во наредниот период ќе биде аплицирањето по повикот за меѓугранична соработка со проекти кои што ќе бидат насочени кон заштита на дивечот. Сакам да напоменам дека ловечкото здружение планира исто така да аплицира на меѓугранична соработка за одредени проекти во кои што сакаме да влеземе во заштита на дивечот од одредени болести. Знаеме дека во последно време многу е појавено беснилото на границата со Бугарија и со тоа да го заштитиме нашиот дивеч.
Инак, кога сме кај ловот на штетен дивеч, ловците од Делчево го очекуваат одобрението од Министерството за земјоделство за организирање на хајка против волци, штетен дивеч кој во последните 6 месеци ги лиши животите на над 100 овци и јагниња во Делчевско. Рековме дека во оваа новогодишна емисија правиме мала ретроспектива на дел од содржините од минатата година. Со следниот прилог се селиме меѓу оризарите во Крупиште. Задоволни сме од приносот, али со цената сме слаби. Колку принос оствари? Па имаме сигурно по 750 кг декарот. Кој семе? Имаме Андреа, имаме турско семе, имаме, али турското семе нека да го откупуваат само моментално. Само што Андреа. Да, само Андреа тражат, сакат да не соборат на цената. Он не соборија на Андреата со цената. Сега не соборува со оваа, ако е цената 48 на Андреата белиот, на овај дава 45. И некад не го откупуваат. Одиме по фабриките секаде. Ако Андреа вика ќе го земе за 45 белиот, вика за 20 до 18 до 20 динари ќе дадеме зарплата да го земе, а турскиот не. Некаде. Да се покаже добар турскиот. Па не сме луштирани, не сме още преработувани преку фабриките, а другите кажуваат дека се покажало добро, но они го некад. Сака да го собора. Оти дава принос добар и за тоа. Како ја минавте годината од аспект на наводнување? Добро беше, не е било многу лошо. Имаше и лошо, имаше и добро. Не може да се пофалиме, не може да се поплакаме. Добро е било. Има принос, има се. Али те тоа е, што цена нема. Колку се давачките така годишно за еден декар? Од декара да дадам некаде околу 300 евра. 250 до 300 евра скоро давачки. 100 евра, 150, да. Комбайн, водна заедница, течности, ѓубриња, околу 150 до 200 евра трошок. Кога ќе соберете, колку станува? Ништо да не се. Дали по 100 евро станува дека? Сега ова зголемената цена, нели е подобро? Нема зголемена цена. Не дават они тоа што кажуваат преку телевизија 50 до 25 до 30. Они пориноси терат фабрикантите. Газите. Намалуваат цени. Не се придржуваат на оваа цена, утврдена? Не се придржуваат ништо. Предложената од државата? Да, не се придржуваат ништо на тоа. И како ќе го пласирате? Како сега ќе стое. Тај што вреќе го дадете да се раздужам и овај ќе стое тука. Кој ќе дојме у Шкрипец, ќе извадиме 100 вреќи, 50 вреќи да донесеме брашно дома да јадеме. Тоа е. Колку моментално имате на лагер? Па имам сега намаку, уште 15 тона арпа. Пазарите го носите ли вака? Не одеме по пазар, нема, треба да купиш кола, комбе да купиш па да одеш да носиш. Вие го произведувате на големо да го продадете? Да, за на големо. Ја ако одам на пазар, што иди на пазар, ќе би скараш 500 динара, ќе потрошиш по превоз. Нема. Секоја година нели се повторува истата? Па се, те 3 години се тоа, се си тоа. На крајот како го пласирате после? Па те така, бреке по бреке морам по таа цена да го даеме за да може да преживееме. Еве, ова ја отворивте вреќе, која сорта е ова? Ова е сорта Андреа. Да. Да, што е брар трговците, фабрикантите, газите. Ево, дојде тај чедо таму во Тишиново, направи се нова фабрика, швеко. Вика, носам го некна, мери ми 14 влага, нема ратливо со овај да поникне да го посебна нивата. Дај ми го вика за 18 денара, ќе ти го земам, вика, ако не го земам. Со 14 влага. И неќе од 18 денара не ми дава повеќе. Ако го луштиш, вика, ќе го земам, вика 48. Не ти дам 50. Да, лошо по-лошо не е бил никош. Ево, имам тука халибек. Имам ѓумуш, еден. Ова сега, ова вреќа, кој е семе? Ова вреќа е халибек, турското семе. Или државата направи опити овде во Кочанско и да, Крупишко? И тоа е дадено семе да се посеви. Јас го земав лани од еден комшија таму. Посеја и добар принос има се, али го нека да го откупат. Да, не го откупува никој. Па зашо не го дадеат тогава да го сееме? Вие на колку декари го имате? А јас го имаше халибегот на 4 декара. Имам некаде околу 80 вреќи производство од него искарано. И никој неќе. И морам на некој да му го дадам, пошто зашто, за да може да донесам дома на дето леп да јаде. Како сте задоволни од принос? Па, сполајме го што добро. Само не задоволни со цена. Цената после ќе кажеме. Како е приносот, колку беше? Па приносот од 600 до 650 кг. Кои семења ги имате? Андреа. Турско немате турско? Имаме само 100 вреќи турско тоа халибек. Али не благодари, не го откупува. Не го откупува, слабо откупува. Зошто?
Па немам појма, на Андреја те дава 48 динара, сега намалија 47, на Вај 43, 44, Зорле, тактизират. Обеѓат едно, а прават друго. Подпишале договор у владата да биде 25 со 50, а сега кој одисува така прават. И јас тоа разбираш. Не може да бъде. Да, така беше подпишано, а сега работят друго јаче. На терен се друго јаче работят, маката не ни се сплаќа. И сега на ваа цена рачуни сламата нема да достане за нас. Конечно радосна вест и за собствениците на фарми. Од нова година следува нивна легализација. Легализацијата на фармите ќе реши еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат сточарите во земјава. Околу 42.000 фарми во Македонија со легализацијата ќе имаат право да ги користат сите бенефити од државата, како субвенции, а откако ќе добијат имотен лист, земјоделците полесно ќе доаѓаат и до кредити. Со оваа одлука ние може сега да имаме имотни листови на нашите фарми, со што нашите фарми ќе добијат финансиска вредност. Со оваа финансиска вредност ќе може да ги користиме сите извори на финансии во Република Македонија. Ќе може да ги користиме средствата за поддршка на земјоделството од ИПРО програмата, ќе може да ги користиме средствата од Македонската банка за развој и поддршка, која има со 3% камата, и едноставно оваа иднина на македонското сточарство. Ќе можеме да ги реновираме нашите фарми, да ги модернизираме, со што ќе ја зголемиме и производството, и квалитетот, и квантитетот. И затоа оваа одлука е од животно значење за сточарството во Македонија. Со оваа владина мерка, земјоделците добиваат поттик да инвестираат во фармите и земјоделските имоти, да ги модернизираат, со што ќе се зголеми и квалитетот и квантитетот на производството. И затоа оваа одлука е од животно значење за сточарството во Македонија, заклучува Шаклев. Еве уште еден убав пример за успешна приказна со наши повратници од странство. Да слушнеме и видиме во што ги вложиле парите. Овие ситни црвени пиперчиња кои се полнат со урда и туна станаа блатечки бренд на европските пазари. Семејството Филипови од Блатец, 17 годишната печалба во Италија веќе 7 години ја реинвестира во родното Блатец. Искуството од таму го практикуваат и на домашен терен. Со стартна инвестиција од 200.000 евра, тие чекор по чекор одат кон усвојување како на домашниот, така и на странските пазари. Значи постоиме 7 години. Пазарот одеме полеска нагоре, сигурно. Производство видете го. Така. Кооперанти наши тука. Од што се вика од нива до готов производ. Значи работиме повеќе со извоз, а веќе гледаме дека и нашиот пазар во Македонија е интересен и имаме пуштено во неколку маркети тука исто производи. Така. И сме задоволни од потрошувачка. Мојата сопруга, исто она, исто целата работа ја води во процесот на конзервирање. 17 години имаме, работиме во Италија со искуство. Исто гледаме да го префрлиме тука, значи пиперката што ја работиме, што е главна дејност, дури е подобра од сите други. Имаме околу 130-40 кооперанти што работат пиперка, имаме преку 400 тона само оваа година. И сега планираме исто и со цреши засади, охриска цреша што успева исто кај нас на морска висина. Така. И планираме сите исто нашето село кој што знаете е 70% иселено. И со такви идеи некои сите нешто да инвестираме и да се врнеме можеби ко негош. Филипо веќе ги има неопходните сертификати за извоз, но не се откажува од органското производство, кој според него е иднината во развојот на земјоделството. Пред недела дена со дел од своите производи се представи на сајмот за органска храна во Скопје, а веќе има подигнати органски насади со цреша која исто така ќе се конзервира. Како и во секој бизнис, и тука има кочници кои неретко го предомислуваат да се откаже, но има и бенефиции. Но сепак се бара поголема и поажурна акција од надлежните институции за развојот на селата да оди побрзо. Воспротивно, миграцијата не може никој да ја сопре, вели Филипов. А ИПАРТ не можеме многу да користиме, заради пошто сме во села. Плановите што се дупови, гупови, нас не следува тоа, пошто прво имаш дозвола за градба и сите тие работи не ги пропуштаме. Лимитот, пак ќе кажам, зависи, значи, у
доградби и идење напред. А ние едно метро не можеме да се доградиме. И кога ќе имаме некои услови и шанси, пак го немаме. Истиот проблем е тој. Значи, легализации, значи, исто со банки што ги изнуди државата, не можеш ти да бидеш конкурентен, немаш легализација, немаш тоа, немаш друго, немаш трето. И ти одеш наместо напред, одеме назад. Истото ќе си го кажуваме многу години, истото мине, јас го кажувам на сите, луѓето се исели, утре може да кажеш ти го направивме џабе, во село да врнете некој тешко е. Значи, ако ги помагаме селата, на тај начин... Услови за развој има, така. Ама, за производство има. Прво е градбата у секое место. Ако некој не ти дозволува да градиш, се е џабе, значи и субвенции и се е џабе. Семејството Филипови се само еден упорен и квалитетен пример на успешно имплементирана печалбарска приказна која треба да биде репер за многумина кои можат да се вратат и да го користат природниот благодет на нашите села. И домашните, а не само странските инвеститори, треба да бидат предизвик за надлежните институции, посебно кога станува збор за инвестиции во населени места, каде миграцијата не престанува да коси. А сега е период кога се откупува тутунот. Колку годинава вреди тутунарската мака од следниот прилог? Првите мигове на откупот е добар и тутунот е квалитетен. Према ланската година многу ќе бидат позадоволителни производителите и така да рачунаме ги до крајот. Ено сега почнуваат од почетокот првата рака, подбирот, ние што го викаме. И втора рака донесува трета, па цената се па добра одвива, негде се одвива од 180 до 220 иде, али кој ќе донесе целокупниот, ќе видиме тогаш, ќе се процене колку е просекот. Има ли реакции вака од граѓани бидејќи? Па има некои реакции, имат оние луѓе кои не са го добро зачувале тутуно, по неј е малку квалитетен и така да реагира на цената, али сепак се гледа да се даде реална цена, мада се попушта, повечко даваме. И сега вашата улога која е тука, да речеме? Како вие реагирате ако ги заштитите производителите? И јас ги штитам производителите. Ако не е реална цената, да побарам поголема цена да дадат. Усно или писмено корекција? Усно моментално се одвива, директно сега се одвива од купувачот и директно одам на проценителот, му сугерирам. Ова обештетен човекот и му викам, ова класа не е, ова ќе биде, ако му даде тројка, ќе му речем јас, ова не е за тројка, ова е за двојка и така доеме до една реална цена. До една средина. До една средина. Да бидат задоволни и откупувачот и производителот. Обично секогаш луѓето се незадоволни, оние што произведуваат, така? Никогаш не се задоволни и да се плати тутунот по 300 денара. Так не е, човечко око си е човечко, не е ситно секогаш е тоа. Село Таринци. Тоа е тука вчера доаѓаме, рече докараме денеска докараме го гужва многу. Слушам тука овие што се откупили до сега што се го продаделе не задоволни од цените. Бранител ако кажува, бранител мора да бране они тај и тај. Кажува дека задоволни 230, ама сега ден излезе 120 денара вика просек ми се фаќа. Те сега излезе тај, може погледате го вие, документот покажува 120 денара просек. Тоа е срамота во оваа држава. Ќе видиме, вие ќе дојдете на ред. Колку имате годинава на садено тутун? Па 20 години садиме тутун. Оваа година колку имате? Оваа година декари и батијара имаме, негде околу 430-50 кг може ќе извадиме. Нашето место дава повише тутун, наводнуваме го и така дава килажа, не се како горе по турските села, да кажем така, да не се навредува некој. Суви терени? Да, па суви терени, ако заврне дожд, ќе има нешто, ако не заврне нема. Ние тука наводнуваме, искаруваме по 200 и 80, 300, 350 кила
по декар се изкара од тутун. Ама не сме задоволни од цените. Малце треба да се направи корекции на цените. 270 сега слушам била прва, ама не ја дават. А четворка 70 денара. Каде е математиката од прва до четврта? 200 денара разлика од цените. Тоа не е добро. Корекции на цените, испод 150 да нема, не мора да биде прва 270, нека биде 220, 200 денара двојка, тројка нека биде 180, ова нека биде 150. Тука субвенција од државата. Субвенциите додека ги дава државата, ќе ги дава, нели ги дава, тоа е ке ни законови ке ни. Ако не па 150 и 60, 100, 210 денара ќе испадне. А овока пак испадне 180. Што цените се недобри. Да не треба да се мисли за ова. Ева сега ова ако ти однеси трета, секоја класа една класа подоле. Значи ако е екстра прва, дип прва, дават колку да ги измамат дека има нешто прва. А до денеска не видех, денеска не ви го видех некој да дадат прва класа. Бидејќи јас сум најголема производител карбин со општина. И килограми. Оваа година пак имам 5 тона, лани имах 6 тона. Да, значи 25 декера, 26 декера тутун сејам ја. Меѓутоа, вака, ако нема до годинич, нема да садиме. Како се викате? Јаков Нурден. Дојдовте само вака да видите? Само дојдев да го гледам како се откупува, што се работи. Имате тутун? Имаме. Колку? Има 500 кг тутунава. Ќе го донесете овде? Не. Така ќе фрлимо тавора нека стоја. Не сме задоволни. Не сме задоволни. Слава ли цената? Слава дава цената. Колку треба да биде според вас? До 170 динара на пак ја врам. Друго е, ама сега 120, 130 динара. Што е тоа? Не може да покриеш ништо. Еве за крај ви нудиме една приказна за гуските. Никола Николов од Карбинци е еден од ретките во овој регион кој го одгледува овој периест дивеч. Со трички почнаме, сега имам ги околе 30 и до 70 ги ведам, ама ја ги топтам продавам на циганите, на ромите у Скопје. Кога доаѓате? Па сега за Василица. За Василица ги взимат и таму ја продават. Имам си мушкери, они си ликовити. Не, гуските. Овој таа е за бронхит, лечење на мало дете, на стар човек. Со млеко се раствара, стопе се, 5 капки ќе се капне од лојта у млеко и на детето му се дава да пие, бронхитот се лечи со тоа. Докажано тоа лекарски. Инаку од оваа птица се користи се, месото, птица. Пердо и месо, се се користи, нема ништо фрлање од неа. Јајцата исто квалитетни? Квалитетни, па и они се лековити. Протеини имат највише оди од кокошката. Помрсни се. Едно јајце, 4:1. Шкови, едно од гуска. Со храна како? Што игра? Повише трава, ечмено, садка, муморуска, се. Од житариците, што ги фрлеш се јадат. Вода малку. Вода, без вода не бива. Среќа реката е тука. И затоа највише ги чувам. Од 15 јајца до 30 јајца, зависи од сорта. Има ги на 2 врсти, 3 сорта. И од 15 до 30 јајца, 45 дена ги лежат малите. И пошто треба да ги ранеш со травичка, концентрат, дека да подпркнали, пошто се пуштат со старите гуски и по водата, по трава, пасат и самите. Интересно, вака испатливи си се. Ова не е многу рентабилна е. Реално една гуска колку ја продавате? Која цена? Па зависи. Од 600 до 800 динара. Зависи. 3 до 4 кг. Колку ќе земе, ако земе повише, поевтино, ако земе помалку, поскапо. Иначе, ако ја ранеш, може и 5 кг да дојде. Годишни се, едногодишни или овие што ги продават? Па едногодишни и 2 годишни. Повише нема.
Еве, почитувани гледачи, тука е крајот и на денешната емисија Агроисток. Се гледаме за 7 дена во истото време. Имајте убави и пријатни мигови во деновите што следат.